За 2 недели ќе биде завршена изградбата на опожарената куќа на семејството Трајкови во Радовишко Дедино. Новиот дом е донација на нивниот сограѓанин Ванчо Чифлиганец. Интензивно се врши испораката на огревно дрво за престојната грејна сезона. Дрвак има и за граѓаните кои поради оправдани причини не стигнале да аплицираат до истекот на рокот. Во Гевгелија и Струмица, идните академски граѓани традиционално заиграа квадрил на плоштадите. Дневник на телеканал А1, добре дојдовте. Турската компанија Чагата и Кабло во јули ќе почне со изградба на капацитет во Македонија. Ова инвестиција е вредна 6 милиони евра и ќе овозможи директно вработување на 200 лица. Од компанијата напоменуваат дека ќе произведуваат кабли и други електрични инсталации за автомобили, автобуси, возила во градежниот сектор и други возила и механизација. До крајот на годинава се очекува да се заврши целата изградба и на почетокот на 2018 година да отпочне со работа. Ја зголемуваме додадената вредност која се креира во Македонија. Правиме субституција на увозот, бидејќи на локално ниво се креира таа вредност, но дополнително, освен Ван Хул, со компанијата Чагата ќе има можности и нивни други клиенти да го лоцираат своето производство во Македонија за европскиот пазар. Истата компанија во Турција има фабрика од 14.000 метри квадратни, сега во Македонија ќе почне со градба фабрика од 6.700 метри квадратни, ќе инвестира 6 милиони евра, а ќе вработи 200 луѓе во прва фаза. Значи, ова е прва фаза на инвестицијата, размислуваат и за втора фаза. Ние планираме во јули да почнуваме со градба. Ние планиравме 4000 метри квадратни објект прво да инвестираме. После тоа одлучивме на 6700 метри квадратни како стартување, првиот фаза. Со проектот сме при крај. Министерот за здравство во техничката влада Никола Тодоров официјално го потпиша договорот за изградба на новиот клинички центар Мајка Тереза. Новиот клинички центар ќе биде најмодерен. Неговата изградба ќе чини 72 милиони евра, а завршувањето на работите се предвидува за 45 месеци. Вредноста на договорот изнесува околу 72 милиони евра. Договорот предвидува градежните работи да завршат во рок од 45 месеци по почетокот на градба. Постојниот клинички центар Мајка Тереза е најголем здравствен комплекс во Република Македонија на површина од 17 хектари, кој се состои од 32 независни субјекти со вкупен персонал од 3400 лица. За значењето на овој комплекс говори и фактот дека низ овие клиники годишно минуваат повеќе од 800.000 пациенти и посетители. Имајќи го во предвид стратешкото значење на клиничкиот центар за државата, одлучивме да изградиме комплетно нова зграда со нето површина од 46.987 метри квадратни корисен простор и 6.416 метри квадратни проводни тераси и кровни градини и 531 метар квадратен хелиодром. Објектот ќе се состои од едно подземно ниво, приземје, 9 ката и современ хелиодром за транспорт на пациенти на 10-то ниво. Почитувани, некои луѓе сакаат нешто да се случи, други посакуваат тоа да се случеше, но оние вистинските прават тоа на вистина да се случи. На овој проект, јас и мојот тим работевме напорно и посветено. За цело време ја имавме полната поддршка од владата и од премиерот. Но овој проект не е само наш проект. Ова е национален проект. Проект на државата Република Македонија. Здравието не препознава политичка, етничка или било каква припадност. И затоа најважно е овој проект целосно и навремено да се реализира, со цел што е можно побрзо придобивките од новиот клинички центар да ги имаат и граѓаните и државата. За Република Македонија е значајно Кипар, како земја членка на Европската Унија, да биде поддржувач на интеграцијата на сите земји од Балканскиот полуостров, што ќе придонесе за релаксирање на односите во регионот и намалување на веројатноста за судири или ескалирање на националистичката реторика. Ова денес го истакна вице-премиерот и министер за надворешни работи во техничката влада Никола Поповски на маргините на 127-та сесија на Комитетот на министри на Советот на Европа, која се одржа денеска во Никозија.
Со кипарскиот колега разговаравме околу европските интеграцијски процеси, важноста во моменти во кои излегувањето на една земја членка може да ги засени прашањата за натамошно проширување. За нас ќе биде значајно и Кипар, како земја членка на Европската Унија, да биде поддржувач на интеграција на сите земји од Балканскиот полуостров во рамки на Европската Унија, бидејќи конечно тоа ќе придонесе за релаксирање на односите во регионот и намалување на веројатноста за судири или ескалирање на националистичка реторика. Интензивно се врши испораката на огревното дрво за престојната грејна сезона. Од подружницата Беласица од Струмица велат дека располагаат со доволен број резерви, па дрва ќе има и за оние граѓани кои поради оправдани причини не аплицирале до предвидениот рок. Екипите на Струмичката подружница на јавното предпријатие Македонски шуми започнаа со испораката на огревното дрво за престојната сезона во Струмичко. Сите граѓани кои склучиле договор, дрвата ќе ги добијат пред почетокот на грејната сезона. За предпријатието минатата година се постигнати позитивни резултати, а крајните корисници биле задоволни. И оваа година се располага со добри резерви, а граѓаните кои ќе одлучат и во наредната грејна сезона да го користат дрвото како енергенс може да бидат спокојни. Сите ќе ги добијат дрвата, со тоа што буката ја отпочнавме со малку поголем интензитет, дабот ќе оди малку поспоро, од причина што имавме проблем со тендерите во еден од одделите каде што имаме огромно дрво даб. Меѓутоа, во моментот има јавен повик, се работи на тоа да се санира и тој дел и да отпочнеме со поголем интензитет и во однос на испораката на огромното дрво даб. Инаку морам да напоменам дека минатата година е една од ретките во кои со отпочнувањето на грејната сезона или пред самото отпочнување ние немавме обврски кон граѓаните, тоест огромното дрво даб беше комплетно испорачено, додека огромното дрво бука имавме уште нешто, меѓутоа сите граѓани имаа добиено по нешто. Во моментов сите оние обврски кои што сме ги земале, сме склучиле договори, ги имаме веќе на залих, што значи отпочнавме со нивна реализација и мислам дека доста порано од грејната сезона да започне, ќе бидат испорачени до крајните купувачи. Од подружницата Беласица истакнуваат дека со огревното дрво ќе бидат удостоени и оние кои поради оправдани причини аплицирале по истекот на рокот. Новитетот кој оттаму го воведоа пред известно време, а тоа е електронското следење на дрвната маса, се покажало како доста успешно. Еден новитет кој што навистина вродува со плод, од причина што имаме постојана комуникација со дрвната маса, тоест ја следиме, знаеме кои се тековните проблеми и можеме да бидеме комотни во однос на доколку се случат некои тековни проблеми, а и најголемата придобивка секако е да се оневозможат одредени неправилности и одредени работи кои што во моментов не се случуваат, можеби во минатото ги имало. Како што истакна директорот Михаилов, дивата сеча во овој период е сведена на минимум. Сериозноста кон обврските, но и подигањето на свеста кај граѓаните значително придонело за намалување на бројот на случаите на дива сеча која полека замира. За 2 недели ќе биде завршена изградбата на опожарената куќа на семејството Трајкови во Радовишко Дедино. Новиот дом е донација од нивниот сограѓанин Ванчо Чифлиганец. 7 години потирите, трчам кука пада дојде. Очекуваме кога се јави човекот, значи чека, со душа нели се реши, не оставам. Очекувам, повечуваме 6 месеци, 7 много му фали, много фали. Крајно сум благодарна. Кога се случи овај пожарот, им изгоре нивниот дом на овие стари изнемоштени лица и тоа беше на 26 декември, прв пат со Чифлиганец тогаш ми повика и ми рече: Живко, сакаме фондацијата, бидејќи луѓето се најдени во несреќа, изгорени им е домот, а ние ипак фондацијата Чифлиганец сме хуманитарни и сакаме да им помогнеме. На самиот повик од синот на изгорената пожарената куќа и јас му дадов чврсто обеќање, вика да не доваѓаме ние од Скопје да градиме, него ќе изградите, иначе фондацијата на професор доктор Ванчо Чифлиганец заедно со Адора инженеринг тоа го финансират и ние се договоривме на едно нивно изготвено проектче
за што побрзо да можеме да им ја преуспособиме и да се приберат овие изнемоштени стари лица. Пошто дедото е веќе Иван и скоро едва се движи. И тоа не замоли што можеме побрзо, ние тоа е направено за 30 работни дена, што ипак има поврзани работи, која се стави плоча што треба и она да отстои, со подпирање, со едно со друго. И сето тоа е веќе завршено, како што гледате. Стварно многу му и јас у име на страданите, мислам на пожарната куќа, голема благодарност да им се помогне. Ипак он е моќен, знае што треба и кога треба, на кој треба да се помогне. На градскиот плоштад Гоце Делчев во Струмица денеска беше отворен вториот сајам на книга под мотото "Ајде да читаме", кој ќе трае до 24 мај. На штандовите ќе бидат изложени изданијата на 15 македонски издавачи, а книгите ќе се продаваат со сајамски попуст од 20 до 70%. Кога нешто е успешно, тогаш треба да се повторува, рекли умните луѓе. Ако е тоа така, тогаш овој втор сајам на книгата што ни се случува е логична последица на успешноста на минатогодишниот сајам кој привлече големо внимание меѓу струмичките пријатели на книгата. Но мора да се истакне дека нашата заедничка желба ова второ издание на сајамот да ја потврди таа успешност и да го оправда своето постоење како вовед во една убава традиција која би траела за секогаш. Тоа е исто како породувањето на едно мало дете. Првиот чекор е само најава за проводување, но дури вториот е потврда за чекорењето. Убеден сум дека отвореноста на сајамот под убавото струмичко небо, отвореноста на овој наш струмички плоштад и отвореноста на срцата на организаторите ќе резултира со отварање на што поголем број книги од страна на читателите и збогатување на нивните домашни библиотеки. Од денес, 19 мај до 24 мај, ќе бидат присутни сите најеминентни издавачи од Македонија во интерес на заинтересираноста на љубителите на пишаниот збор од Струмица. На сајмот се изложени книги на 15 издавачи, воедно користам можност да најавиме и за попустот на издавачите кој се движи од 20 до 70%. Пред се голема заслуга на Младински совет на општина Струмица. Уште за нашите читатели на книгата да ги најавам издавачите. Издавачка куќа 3, издавачка куќа Матица Македонска, Наша култура, Култура Бекемонт или Феникс, Топер, Антолог, Магор, Ѓурѓа, Арсламина, Мартина и Сакам книга. Струмичани, еве ви можност да купите за себе или да подарите нешто за кое велам најверниот другар на човекот е книгата. Средното општинско училиште Гоце Делчев од Валандово нуди два образовни профили – гимназиско образование и земјоделско-ветеринарна струка. Иако бројот на ученици кои се запишуваат на стручните насоки во ова училиште е се помал во последните неколку години, сепак училиштето им нуди можност да ја изучуваат наставата во современи услови и опремени училници и работилници. Исто така располага и со сопствено земјиште со лозов насад. Па нашето училиште фактички, како што рековме, ние сме земјоделски крај и токму целта на тоа земјоделско-ветеринарна струка на земјоделското училиште беа развивање на такво образование кое што ќе биде корисно за токму за локал, за ова подрачје што е тука Валандово, Гевгелија, Богданци, па и Струмица. Пред се таа беше целта. Исто така со гимназија, со гимназиските паралелки се настојува да биде опфатено на општо образовното образование, подготовката на учениците за факултет, за понатамошното студирање, додека стручното образование носи диплома со која што ученикот може да оди да се вработи после тоа. Така, присутни ни се тие два профила, со тоа што сега во гимназија малку имаме и тука расчленување, подоцна во прва, втора, трета година учениците се определуваат во кое подрачје ќе учат. И можем да кажем, од оваа година дека има и тука некои реформи во гимназиското образование. Уште во прва година ќе се определуваат учениците, кој е подрачје и кој група на предмети ќе ја изучуваат. Во гимназија имаме општествено хуманистичко подрачје и природно-математичко подрачје.
Во секое подрачје учениците се избираат комбинација под која ќе ја учат, комбинација А и комбинација Б. И сега реков, од оваа учебна година, во прва година учениците ќе се избираат комбинација А или Б, додека до сега беше тоа во трета година тоа го правеа. Малку, бидејќи се воведува сега нова наставна програма за прва година по природните науки и затоа тоа е, мислам, воведено. И тука се, рековме, подготовка за понатамошно студирање. Во земјоделско-ветеринарната струка имаме два образовни профила, и тоа лозаро-винарски техничар и техничар за фармерско производство. За обстојување на овие два профила имаме соодветни услови, створено, за да дојде, да се воведат овие два профила. Така за лозаро-винарската струка, за лозаро-винарските техничари, училиштето располага и со училишна економија. Со површини, со лозов насад, така има одредени површини, каде што учениците фактички практичната настава тука ја реализираат. Гевгелија денес по 8 пат организираше матурска парада. 166 матуранти точно напладне танцуваа на шеталиштето на музиката од Штраусовата опера Лилјакот. 166 матуранти од гимназијата Јосиф Јосифовски точно напладне го заиграа матурскиот квадрил на шеталиштето во Гевгелија. Официјалниот дел на програмата започна во 11 часот и 40 минути со обраќање на градоначалникот на општината Иван Франков. Потоа матурантите дадоа изјава за ненасилство, пошто следуваше директно вклучување во Радио Словенија, од каде се презеде музиката од Штраусовата опера Лилјакот, на која матурантите точно во 12 часот од сите градови учесници на манифестацијата го танцуваа квадрилот. Изминативе 30 дена матурантите вредно вежбаа под будното око на својата професорка Виолета Аризанова. Би сакала како најпрво да кажам дека овој матурски танц веќе кај нас во Гевгелија стане традиција, очигледно, затоа што по 8 пат се одржува. Учениците имаат заинтересираност, сакаат да научат нешто повеќе надвор од поднебјето на нашиот фолклор, што значи квадрилот е танц, што потекнува од Франција и се игра во четврки, колку што можевте да видите, а ние македонците, пошто поседуваме посебен ритам, така да многу брзо се вкопивме во овој ритам кој што го имаат французите како народна игра. 8 година поред гевгелиските матуранти заедно со другите матуранти од Скопје, Струмица, Охрид и Струга во исто време квадрил заиграа со матурантите од 15 европски држави и 120 градови. Ево уште еднаш ја користам оваа прилика денес кога зачекоруваат во светот на возрастните на нашите матуранти да им посакам се најубаво, многу успеси во животот и сите предизвици кои ќе стоат во иднина пред нив успешно да ги надминуваат. Матурска парада почна да се организира во 2001 година во Љубљана, а во Македонија првпат се одржа во 2007 година во Скопје и во Охрид во организација на Дирекцијата за култура и уметност и танцовиот спортски клуб Ритам Плюс од Скопје. Во Гевгелија и оваа година матурскиот квадрил се организираше со помош на општината. Околу 1000 матуранти беа дел и од матурската парада, која исто така се одржа во Струмица. Телеканал А1 во живо вршеше пренос од собирот на градскиот плоштад Гоце Делчев, а во овој дневник да видиме дел од атмосферата. Струмичанецот Илија Илиевски веќе 17 години стои зад иницијативата Светското движење на малите луѓе. Работи на веб страница и на брошури кои тој вели дека се негови децениски заложби за подобрување на човештвото. Тој е автор и на обемната брошура со наслов "Како јас го видов Борис Трајковски документи". Програмата на движењето партијата е дека најкомпетентните луѓе
за определени работи од општеството донесуваат најкомпетентни одлуки во интерес на мнозинството. Исто така, сите програми на сите политички партии во целиот свет за секогаш ги е фрлила на ѓубриштото на историјата, за сега теоретски, а практично кога движењето ќе земе власта. Очекувам спонзорство за реализирање на идејата од целиот свет на девизните сметки дадени во мојот сајт, а од Република Македонија на трансакцијската сметка. На 1 јули 1990 година ја создадов светско движење на малите луѓе. Од тогаш помина повеќе години додека да е усавршен дефиницијата на малиот човек. И дефинитивно таа малиот човек е секој човек кој што е незадоволен по било кој основ. Тука огромен дел од светската популација го фаќа со таа дефиниција, бидејќи и богат човек може да биде мал и од малиот уште помал. Например, ако некој од неговото семејство настрадал од дрога и криминал, тој незадоволен, нормално многу незадоволен од тоа што му се случило, нема да биде како првобитно што замисли пријател на движењето, ами ќе биде член на движењето. За крај овој дневник да видиме што е денес најново надвор од границите на Македонија. Лидерката на крајнодесничарскиот национален фронт Марин Ле Пен, која ги изгуби председателските избори од незиниот ривал Емануел Макрон, синоќа ја објави незината кандидатура за парламентарните избори во јуни. Таа посочи дека ќе биде кандидат за пратеник од избирачкиот регион на градот Енен Бомон во северна Франција, каде управува незината партија. Марин Ле Пен нагласи дека планира преку парламентарните избори во Франција да ја направи национален фронт главна политичка опозицијска сила во земјата. Возачот кој вчера на плоштадот Таймс Сквер во Њујорк усмрти едно лице и повреди 20 други кога со возило што се движело со голема брзина удри во група пешаци, е идентификуван како Ричард Рохас на возраст од 26 години, јавија американските медиуми. Рохас, кој е жител на Њујорк, е поранешен американски војник. Тој имал и судско досие и според полицијата за време на инцидентот најверојатно бил под дејство на алкохол. Унгарија ќе го задржи своето строго имиграцијско законодавство и оградата долж јужната граница и покрај повиците на Европскиот парламент, изјави денеска Јанош Лазар, шеф на канцеларијата на унгарскиот премиер Виктор Орбан. Европскиот парламент вчера усвои резолуција во која го осуди сериозното влошување на ситуацијата со владењето на правото и основните човекови права во Унгарија. Шефот на канцеларијата на Орбан потенцира дека унгарската влада нема да ги исполни барањата на Европскиот парламент и да ги отстрани законските и физичките бариери долж границата. Турција ќе формира киберармија, чија задача ќе биде гарантирање на безбедноста на интернет просторот и информациите, најави турскиот министер за транспорт и врски Ахмет Арслан. Тој најави дека во киберармијата ќе бидат ангажирани околу 13.000 бели хакери, кои ќе бидат поделени во 5 групи. Арслан истакна дека Турција не претрпела штети од минато неделниот глобален кибернапад, благодарение на навременото предупредување што властите го испратиле до сите фирми и институции. Кон крајот на минатата недела, стотици илјади компјутери во ширум светот беа жртви на глобален кибернапад со вирусот WannaCry, при што хакерите бараа да им се исплати откуп во биткоини за да ги ослободат компјутерските системи од вирусот. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Имајте пријатен остаток од оваа работна недела. Пријатно.